Пласманот и понатамо останува рак рана на земјоделците од земјава. Речиси секоја производствена сезона се соочуваат со несигурен пласман и ниски откупни цени. Драги Памуков од Струмичко Куклиш со помош на аргати го собираше родот од домати од оваа сезона. Повеќе од 1 тон од последната берба. Вели дека прво ќе ги носи дома, а потоа ќе размислува во која откупна фирма ќе ги носи. Оти цените секојдневно се менуваат, а ќе го провери и рокот за исплата на предаденото. За жал, никогаш не е кај нас договорено. Договорното производство е замрано. Немаме договорно производство. Јас моментално 1/3 од моето производство овде е веќе во тек оберена и останато уште 2/3. Не знаеме, немаме договорно производство. Сега од после ќе видиме кој ќе се одиме дома, каде ќе, колку ќе, на кој ќе, во што ќе се пакува, тоа е во друзи ситуации. Памуко вели дека со него фаќа кога треба да го пласира произведеното и да го наплати својот труд и мака. Така е низ годините постојано, откако се занимава со раноградинарство. Тековно си одат уназад 10 години вака. Значи, ден за ден, никогаш не сме на некој начин сигурни за кој, кога, како и колку. Тоа е најжалната и најболната точка во земјоделието. Имаме големи проблеми со пласманот, за да бидеме, да знаеме кој сме, што сме, како сме и мирно да спиеме пред бербата. Секогаш кога имаме берба, ние некогаш сон не нафаќа. Пласманот не го мачи само Памуков. Тој е најголемиот проблем и за останатите земјоделци од Струмичко. Велат дека ќе работат, но кога треба да го предадат производеното, неизвестност и страв. Дали прво ќе го предадат, по која цена или пак ќе го фрлаат на локалните депонии. Додек да дојдеш до пари, тешко. И нам ќе го произведеш, нема на кој да го чиниш. И лошо. Как сака така си играат со тебе? И што да направам? За кого ќе произведеш? За никого. Ако го продадеш тука, добро, ако не, здраве, на кој ќе пласираш? Трговци доаѓаат? Доаѓаат, слабо. Тука и само држава крива, треба договор да склучи, не само откупчиите. Они как сакат, така си играат с нас. Од рурална коалиција велат дека пласманот може да се подобри со изградба на современи откупно-дистрибутивни центри со ладилници. Паралелно оттаму сметаат дека потребно е изградба и на преработувачки капацитети, бидејќи земјава во првиот квартал годинава бележи скок на извозот на свеж зеленчук, но и скок на увозот на конзервирани преработки од овош и зеленчук. Тоа може да го направат доколку имаме доволен број на откупно-дистрибутивни центри, меѓутоа исто така и доколку се почитуваат правилата на договорното производство. Може да кажеме дека законски сме доста добро поставени, меѓутоа она што ни недостасува е всушност почитувањето на тие закони и она на што ни алудираат земјоделците е дека е потребно да има многу поголеми контроли на терен, особено во делот на откупувачите, нивните односи, често пати да се проверуваат и договорите кои што откупувачите ги склучуваат со земјоделците, а секако е многу повеќе да се инвестира и во делот на изградбата и на ладилници и останати исто така откупно-дистрибутивни центри. Немањето сигурен пласман и цени кои ги покриваат произведените трошоци се причина што се помалку млади има по струмичките ниви. 77-годишниот Петар Илиев од Бориево на импровизираниот пазар во Банско чекаше трговци за да ги продаде стотината килограми краставици. Јас продавам, кој купува? Кој купува? А кој купува? Нема кој да купа. Илиев имал 4 хектари земјиште, но сега обработува само половина и тоа со сопругата, оти нема кој. Децата му заминале во странство, бидејќи заглавиле со долгови откако инвестирале во земјоделството, но заради лошиот пласман не ги покриле произведените трошоци. Јас имам, не сме збавата, 5 декари имам садни. Пекари. 5 декари. 10 за Словенија, сица там. Јас за пекари имам култура, 5 декари. Сега станаваме се двојки и кецове. Стари, самаци и двојки. Се си. Дали има куче фамилија цела? Дека нема млади по нивите во Југоистокот зборува и фактот што само 14 лица добиле поддршка од државата за млад земјоделец. Иако државата доделуваше и до 20.000 евра, немало голем интерес од овој дел на државата. 3 лица од Радовиш, по 20 млади земјоделци од Гевгелија, Босилово, Новосело, Валандово и Конче и еден од општина Богданци добија државна поддршка.
Од одобрените апликации 14 се во југоисточниот регион, што значи близу 280.000 евра ќе бидат инвестирани во агросекторот во овој дел од државата. Апликантите од овој регион имаат предлог инвестиции за набавка на машини за сушење на овошје, подигање современи пластеници за одгледување цвеќе, набавка на линија за производство на сокови, набавка на опрема за млекарство и за пчеларство. Информира од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Немањето договорено производство, а со тоа и пласман и сигурни откупни цени, не само што го намалува бројот на младите по нивите, негативно се одразува и врз површините кои се обработуваат. Во отсуство на официјални бројки, добро уплатените тврдат дека 1/4 од струмичкото поле стои необработено. Ова го подига алармот дека треба да се подигне степенот на договорено производство во Македонија и поголема контрола на откупувачите на овошје и зеленчук.